Ние сме презадоволни од развојот на мрежата што ја прави граѓанската опција за Македонија, но во исто време и од тоа како Гром се етаблира меѓу граѓаните и како зафаќа простор на политичката сцена. Вие можете сами да видите дека нема рейтинг листа без Гром. Значи, на секој рейтинг листи Гром се појавува од помалите партии. Ние исто така правиме своји анализи и правиме своји анкети. Нашиот рейтинг е многу повисок од оној што официјално излегува, но во исто време морам да кажам дека и натаму продолжуваме сериозно да работиме на ширење на мрежата на Гром. Вечерва во Крива Паланка ја правиме 39-та општинска организација, утре сме во Илинден, тој е 40-та. Се подготвуваме интензивно за собирање на потписи за председателскиот кандидат, значи ги правиме последните подготовки, очекуваме дека за некои 5 до 7 дена тие ќе бидат собрани, штом се даде знакот за собирање на потписи. Така, Гром и официјално ќе има свој председателски кандидат? Да, ќе имаме свој председателски кандидат. Морам да кажам дека не е лесно да се соберат 10.000 потписи, оние што не соберале не знаат како тоа изгледа и колку е тоа една макотрпна работа, и партија која што има само квалитетно, сигурно членство, која што има доволно број на членови, може да собере 10.000 потписи. Помалите партии тоа навистина за нив е многу потешко. Ние очекуваме дека до крајот на месецот ќе бидат распишени предвремени парламентарни избори. Ние ги посакуваме овие предвремени парламентарни избори и имали подобро тоа да партијата постои некои 5 до 6 месеци, да стане парламентарна партија и да земе учество во работата на власта. Мислам дека Гром е на добар пат, имајќи во предвид дека ВМРО-ДПМН не го испорача оно што го очекуваа граѓаните, а Социјалдемократскиот сојуз очигледно дека е партија која што не може да се наметне како алтернатива на македонската политичка сцена, и мислам дека Гром се појави во вистинското време за да понуди нова алтернатива за развој на Република Македонија. Ќе го обоите црно-белиот политички свет во Македонија? Па ние веќе го боивме, како што гледате, се повеќе има присталици, Гром веќе има над 20.000 своји членови и очекуваме дека по парламентарните избори дека Гром ќе уште повеќе ќе ги засврсти своите позиции на политичката сцена во Република Македонија. Секако дека нашата партија подготвува програма изборна за сите делови во Македонија. За секој град ќе има по 5 до 10 проекти, меѓу кои ќе има и за Крива Паланка. Гром е единствена партија која што вели дека треба да се направи дескопијанизација на Република Македонија, и Гром смета дека сегде во Република Македонија има живот и дека сите граѓани на Република Македонија имаат право да имаат барем приближно исти инфраструктурни услови, образовни услови, услови за подигање на културата, за здравствена заштита, услови за спортување, услови за предприемаштво, за развивање на бизнис, за поддршка на економијата, да имат барем приближни социјални услови за живот на сите граѓани. Карпош е една успешна приказна и таа успешна приказна сакаме да ја преселиме во цела Република Македонија. За Крива Паланка мислам дека најбитно е да има инфраструктура соодветна. Второ, сметаме дека гасификацијата Крива Паланка треба да доживее. Крива Паланка има можности за развој на туризмот. Во Крива Паланка треба се потикне предприемаштвото, да се овозможат меки кредити со една квалитетна монетарно кредитна политика која што ќе дава поддршка на малите и средните предпријатија, и граѓаните на Крива Паланка треба да го гледат, да ја гледат својата перспектива во развојот на приватниот сектор, во делот на преработувачката индустрија, а Гром ќе биде таква партија која што токму многу повеќе ќе посветува внимание на економскиот дел и економските аспекти на развојот на Република Македонија, затоа што очигледно дека само со гола политика и со политиката која што ние денеска ја преципираме дека владата е таа која што треба само да ги вработува луѓето, а не ние сметаме обратно дека владата треба да создава услови за да луѓето се вработуваат, зашто многу поквалитетно и подобро е еден млад човек да стане предприемач, да обезбедува екзистенција за себе, за својата фамилија, во исто време да обезбедува екзистенција и за други работници кои што тој ќе ги вработува. Тоа е перспективата за граѓаните на Крива Паланка.